Вечерва во студиото го имаме и Александар Новаковски. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам прво што секогаш се одзивате кога ни е потребно, а секогаш е потребно нели за оние информации кои што не се доволно јасни во јавноста, да се даде разјаснување. Прво кога се зборува за прочистување на избирачкиот список, се мисли дека тоа се некои фантомски гласачи кои што може да се манипулира со тие гласови, да се местат избори. Може ли да објасниме јасно и гласно што значат еве овие можеби 100.000 гласачи кои што ги има во едната евиденција на МВР, а може би ги нема во останатите? Најпрво би сакал да кажам дека еден од критериумите, па и клучни и многу други, е точноста во избирачкиот список, за да имаме, како што сега е новиот термин, кредибилни избори. Да се увери некој во точноста на избирачкиот список, тоа е граѓаните. Тие се тие кои гласаат. Сите овие дебати се добри, но сепак многу аналитичари прават голема забуна во граѓанството и затоа дојдовме до оваа ситуација да имаме крајна недоверба во избирачкиот список и тоа да биде една од темите кои веќе неколку години и неколку изборни цикуси, па би кажал можеби сите, да се ствара таа недоверба. Ова е момент, ова е состојба која сепак би ја карактеризирал како една добра политичка волја на актерите од Пржинскиот договор, кои како едно од темите кои го наметна опозицијата, позицијата го прифати, е еднушка за секогаш расчистување со дилемата кој избирачкиот список. Така да не може да се провлекува на секој избор. Бидејќи ние имаме толку други теми кои треба да се отворат, кои јас ги споменувам во секоја прилика, но се уште од овие наши работи кои се случуваат не можеме. Да бидам конкретен. Значи, многу забуна се создава кога се вика дека списокот треба сега да се прочисти, тој ќе се прочисти и потоа готово. Не е точно. Значи, списокот е жива материја, така. Перманентно треба да се менува така. Посебно во овој глобализиран свет, ние имаме многу миграции. Значи, во ниедна земја во светот не може да се пофали со точно 100% на избирачкиот список, ниту тоа треба да се очекува од Државната изборна комисија. Но сепак Државната изборна комисија во моментов доби такви капацитети, таква експертска стручна помош од странство, да нема право веќе да остави дилема за избирачкиот список. Затоа мислам дека овие вкрстувања ќе вродат со плод. Но ако некој сака да ги злоупотреби и да им даде друга конотација, исто постои опасност многу лесно да го направи тоа, бидејќи податоците се различни. Ние мора да се држиме на словото на законот. По законот, книгата на државјани е клучна за избирачкиот список. Прочистувањето... Никој што е во таа книга не може да биде избришан од избирачкиот список без разлика. Прво, не може да биде избришан. Второ, не може да биде префрлен, како што слушам во задно време, ќе се префрлил да гласаат во странство. Не. Активната регистрација е во странство по законот. Значи, што значи? Јас ја предлагав активната регистрација и за овие избори. Ако се прифатеше, ние нема да имавме толку губење време за избирачкиот список. Значи, тој ќе си се работеше, но активната регистрација ја имаат Соединетите Американски држави. Значи, ние имаме ситуација во која доаѓаат експерти од странство кои во своите земји имаат активна регистрација. Тоа е како што е случајот со нас за диаспората. Значи, во моментов, списокот, кога имаме техничка влада задолжена за спроведување на изборите, имаме Државна изборна комисија од 9 члена во кои активно партиципираат поголемите партии. Имаме 3 членови експерти, до сега не се излезени со податок за состојбата на избирачкиот список. Ве молам, тоа неизлегување го правдаат со вкрстување на податоците. Па имаме друго прашање, што правеле предходните 5 години. Значи, во случајов, ево да ја решиме дилемата, што не е 100% решена. Но треба да се проверат, да се вкрстат, но да се држиме на книгата на државјани. Овие лица кои се споменуваат, прво
јас колку што слушнав, некој вика те шпекулација. Значи, кога Државната изборна комисија да не се придружам во тие шпекулации и да е точно дека има одредени лица, ако се државјани, ние немаме предвидено во законот да ги бришеме само поради тоа што не се тука, може би ќе се дојде. Тоа е исклучено. Значи, не можете вие државјани на Република Македонија, основно право е правото на глас. Друго е прашањето како добиле тие државјанство. Најверојатно, државјанство, знаете дека процедурата воопшто не е едноставна за добивање на државјанство, така да тоа е едната дилема. Втората дилема е попис и избирачки список. Ве молам, значи излегуваат експерти кои знаат дека тоа не е споредливо, но го споредуваат во јавност, во живо, и ние очекуваме народот да има доверба во избирачкиот список. Нема да има доверба. Вака, ако се шпекулира, нема да има доверба. Јас не ги кажувам последните информации, но веќе е време да се каже каква е состојбата на избирачкиот список. И тој има подрачни оделенија во сите градови Државната изборна комисија, кои секојдневно го ажурираат тој список. И сега не може да немаат елементарни податоци, основни, за да се создава забуна во јавноста. А зашто не ги соопштуваат, тоа ќе ги прашаме нив, бидејќи тоа им е основната задача. Со тие капацитети кои им се дадени, ако ние дојдовме да експерти странски ни го решаваат со вкрстување, ќе го прифатиме тоа. Но треба веднаш да се провери и теренски, и ако се државјани, за тоа ќе треба измени на закон за тие луѓе да гласаат во странство. Не можете вие да ги условите каде ќе гласаат. Или пак да ги сфрлувате како бројка дека тоа се може би ете тие фамозни што се злоупотребуваат или не знам како. Видите, фантомски гласачи се, на пример, списокот треба да се прочисти ако има починати лица. Така. Списокот треба да се прочисти ако има лица кои се два пати запишани погрешки. Ако се сеќавате, 2011 година, ова време, ние излеговме со податок, иако не бевме надлежни, како Државна изборна комисија, дека има над 22-3 лица кои не треба да се во списокот. Јас после 5 години прашувам, немам информација, дали тие лица се избришани од избирачкиот список. Да не мешаме државјани. Државјаните си се друго. Тие си се запишани и ќе се провери дали се запишани, како се запишани со базата. Зборуваме за овие кои сакаме да ги прогласиме фантомски, кои немаат право да гласаат. А за злоупотребите на избирачкиот список, можете вие да имате идеален избирачки список. Значи, како што го ретко има кој, пак да се злоупотреби. За да се злоупотреби избирачки список, треба да се прави криминал. Значи, треба избирачкиот одбор да дозволи некому да го прави тоа. Така. Да бидеме конкретни, значи доколку и има некое починато лице кое што се уште е во избирачкиот список, да бидеме конкретни дека сепак семејствата на починатите лица имаат законска обврска да го пријават во институциите. Значи не е ни тоа фантомски гласач, туку е неисполнување на обврската од страна на или промена на лична карта, на адреса, па да го има на 2-3 места. Значи тоа требало самиот гласач да реагира во институциите и да ги пријави точните податоци. Точно е тоа, значи и ова што се кажа дека софтверот се припремал за проверка на податоците е визави ова што го кажавте. Имаше начин да се проверуваат и функционираат. Значи денес може да се провери секој граѓанин кој е совесен и кој има и права и обврски во оваа држава да се провери дали во избирачкиот список. Исто така и за починатите лица. Но сепак државата како одговорна и како, да би рекол, единствено одговорна ги заштити правата на граѓаните, треба во оваа ситуација да се искористи и да се провери базата на податоци од починати лица. Иако граѓаните и семејствата не отишле, например, да извршат некоја должност. Затоа што, да ви кажам една работа, ние до 2013 година не сме имале како комисија
Јас не сум веќе после 2009 во составот на Државната изборна комисија, но не сме имале приговори да некој не бил во избирачкиот список. Тоа не значи дека во моментов, во меѓувреме, не се сменило нешто, бидејќи имаше бришење на лица кои се со биометриски, имаше проверки некој, може да има. Ево шанса да се расчисти и таа дилема. Што сакав да бидам конкретен. Значи, официјален приговор како правна процедура немало водик. Но имаше на последните избори 2 цикуси да се пријават дека не се во избирачкиот список. Вие не можете да му скратите на државјани на Република Македонија со право на глас да не гласа. Многу едноставно одлучија комисиите дека па не е во избирачкиот список, не може да гласа. Значи, основен услов е да не му со административни мерки попречите на некого да го оствари уставното право на глас. А вие со административни мерки, со бришење од биометриските, сте му ово невозможиле. Значи, постои реални услови списокот да се прочисти. Значи, и временски постои можност, и екипираноста е стварно на завидно ниво, и финансиите, и да се направат тие теренски проверки, но немојте да создаваме забуна, затоа што многу лесно се шпекулира, ќе ги префрлиме на некој друг список. Нема, списокот е еден. Тоа е. Значи, не може никој да префрла граѓани, додека не се изврши проверката. Ке ми биде драго Државната изборна комисија да ја заврши оваа работа, да ја отклони колку може таа дилема, но сепак последно би кажал дека јавноста мора од Државната изборна комисија константно во овој предизборен период да добива информации за граѓаните да се проверуваат во подрачните. Ние до сега не сме виделе соопштение, све се сведи на техниката, на тоа што во затворен круг се знае, но сепак и тоа е добро. Значи, вербата барем да се работи и конечно да се расчисти. Ви благодарам многу за гостувањето во вестите на телевизија Нова и што ете се обидуваме да расчистиме некои дилеми.